Утрински стихови од Библијата. 8 август. Моето безумие му е познато на Бога. Боже, Ти ја знаеш мојата безумност. Не Ти се скриени моите гревови. Псалам 69:5. Можеме да си ласкаме себе си, дека сме ослободени од многу нешта за кои други се виновни. Но ако имаме некои силни карактерни особини, а само една слаба точка, се уште постои заедништво меѓу гревот и душата. Срцето е поделено во својата служба и му вели на Бога: малку од моето јас, малку од тебе. Божјото дете мора да го открие омилениот грев на кој му попуштал и да му дозволи на Бога да го отсече од неговото срце. Мора да се победи тој еден грев, бидејќи тоа не е мала работа во очите на Бога. Некој можеби ќе рече: не сум ниту малку љубоморен, но знам да се испровоцирам и да кажам лоши зборови, иако секогаш жалам откако ќе попуштам на темпераментот. Друг ќе рече: јас ја имам оваа или онаа слабост, но ја презирам таа и таа подлост што се покажува во животот на една личност што ја познавам. Господ не ни дал список со гревови по ранг, за да можеме некои да ги сметаме за беззначајни и да велиме дека прават мала штета, а други да ги сметаме за поголеми и дека прават поголема штета. Синџирот не е посилен од неговата најслаба алка. Ние можеме да го прогласиме синџирот како добар во целост, но ако една алка е слаба, не може да го сметаме за сигурен. Тие нетрпеливи зборови што треперат на твоите усни мора да останат неизговорени. Таа мисла дека твојот карактер не е вистински вреднуван од другите мора да се отфрли, бидејќи тоа го слабее твоето влијание и прави другите помалку да те почитуваат. Треба да ја надминеш идејата дека си маченик и да се потпреш на ветувањето на Христос кој вели: доволна ти е мојата благодат.